Почитувани, црниот биланс на клиниката за гинекологија расна. Сите се исплашени. Исплашени се идните родилки, но и оние кои во моментов се наоѓаат таму. Исплашени се и нивните најблиски и не знаат што се случува во болницата. Вчера во јавноста протече уште една информација дека имало починато и 4-то новороденче. Починало уште едно бебе, а Министерството за здравство го прикрива случајот. Јавноста дознава благодарение на некој новинар или медиум што ќе се охрабри да пишува за хаосот што го предизвикуваат кадрите на ЗАЕВ. Зошто клиниката на гинекологија го премолча случајот? Зошто Министерството за здравство го премолча случајот? Што се случува на клиниката за гинекологија? За само 3 дена имаме 4 починати бебиња, а институциите молчат и бегаат од одговорност. Родителите на 3 бебиња кои починаа на клиниката за гинекологија се гневни и бараат одговорност. Одговорност мора да има и ќе има. ВМРО ДПМН предупредуваше дека СДС со брутална партизација на институциите и со поставување на некомпетентни партиски кадри државата ја турка во хаос. ВМРО ДПМН предупредуваше и дека именувањето на Викторија Јовановска за директор на гинекологија само заради тоа што била блиска другарка на супругата на Зоран Заев, Зорица Заева, ќе има сериозни последици. Скандалот мора да биде испитан до крај. Не сме да се прикрива ништо. Господа од СДС, уште колку животи треба да згаснат за да запре безредието кое го создавате во македонскиот здравствен систем? Почитувани, ВМРО ДПМН предупреди, но за Заев, Таравари, Милошев, Јовановска, човечкиот живот не представува ништо. Здравството е во хаос, и ако кај одговорните во овој ресор има грам морал и добласт, ќе си поднесат оставка и ќе си заминат од оваа професија. Поради целосната негрижа, Заев и СДС на престојните локални избори на 15 октомври ќе бидат казнети од страна на граѓаните и делегитимирани од политичката јавност. Благодарам.